Гледате Трилинка во продолжение. Македонските универзитети немаат рейтинг на меѓународната научно-образовна сцена. Ниту еден не се доближува до Шангајската листа, во која се 2000 најпрестижни светски кампуси. Девалвирани се критериумите за избор на наставни звања. Се помалку научни трудови со импакт фактор. Се помалку студирање, се повеќе платени испити и дипломи. Нема многу истражувачки центри, корупција и сексизам, плагиати на учебници и научни трудови. На универзитетите, откаде се регрутираат владини функционери, лесно и преку ред се стигнува до дипломи. Покрај ваквите црнила во јавноста нема многу информации за поединечните дострели на универзитетските професори. Конечно, се очекува нов закон за високо образование. Трилинг почнува серијал на интервјуа со дел од ректорите на универзитетите во Македонија. Прв е ректорот од Битолскиот универзитет, господинот Игор Неделковски. Добре дојдете. Добре ве најдов. Благодарам на поканата. Господин Неделковски, како сте задоволни од начинот во моментов како функционира Битолскиот универзитет? Многу сум задоволен, бидејќи минатата година успеавме да постигнеме сериозен раст на студентите на прв циклус студии до дипломски, 12% за една година. Годинава тој раст го задржавме, а што посебно ме радува, имаме раст во последните 3-4 години скоро 50% на студенти на втор циклус, магистерски и специјалистички, што се најдобар доказ за квалитетот на нашиот универзитет, бидејќи ако сте студирале вие до дипломски, ако не сте задоволен од квалитетот на студиите или не дај Боже доколку има некои девијантни појави, сигурно нема да се одлучите да продолжите и на магистерски студии, кои што патем и не се субвенционирани од државата, се самофинансирани од студентите, така да се сериозен индикатор, а исто така и на третиот циклус имаме зголемување кај студенти од Република Македонија, бидејќи таму околу 50% ни се странски студенти од Косово, Албанија, Црна Гора, Јужна Србија, но кај нив малку намалува, така да резултатите ме радуваат. Ме радуваат што Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во изминатиот период се појави на 2 од 3 најпрестижни ранг листи на универзитети. Тоа е Шангајската, ја спомнавте, таму, мислам, таа и не е толку релевантна за македонските универзитети, бидејќи вреднува врвна наука, можеби Скопскиот и треба да се бори. Што значи дека за нас Шангајската листа е недостижна? Не е недостижна, меѓутоа не е релевантна. Само висока наука оценува. Значи, едни од критериумите на Шангајска листа се број на нобеловци вработени. Ние успеавме да примиме еден почесен член за прв пат во историјата на УКЛО Нобеловец во 2023 година. Другите критериуми се објавени трудови во светски водечки списанија, тие се Science and Nature. И помалку се релевантни за универзитети како македонските, кои што не се насочени кон таа врвна наука, туку се насочени кон регионален развој, квалитетно образование. А тука да спомнам, реков, во западниот свет најреномирани ранглисти, сигурно не ни е цел Шангајската листа како држава да ни биде репер, 2 се QS ранглистата и D, Times Higher Education листата. Со колку професори располага УКЛО и колку од нив имаат објавено студии во научните со импакт фактори? Значи, околу 270 се, не се сите професори, доценти, вонредни професори, избрани во наставни звања.
Мислам дека немаме конкретна статистика, бидејќи постојната регулатива не го бара тоа, и тоа е голем проблем, бидејќи мерливоста на научните резултати се мери со број на публикации, а моментално регулативата бара во така наречени референтни научни публикации, кои што се со некои нејасни критериуми, затоа немаме податок, но мислам дека не правите често евалуација за научните звања? Да, често? Само евалуацијата си е законски. Добре, колку често? Да, 3 години мора да се спроведе. Тоа е законска обврска и се меѓутоа во постојните формулари не постои табела во која се вреднува со импак фактор, бидејќи законот може ли не да го се случи третира. да изгуби титулата професор или еднашка професор секогаш? Моментално, штом стани редовен професор, е доживотно звањето. Се најавуваат измени дека ќе има, од кога ќе добие титула редовен професор, уште еднаш ќе биде оценет дали ја заслужил таа титула. Како вие оценувате ова пракса? Секој се обидува многу брзо да стигне до титула професор, доктор. Многу лоша. Многу лоша и ме радува што еве се најавуваат критериуми. За среќа, јас сум вработен во високо образование од 1993 година. Сум ги поминал сите степени, од асистент до редовен професор, декан, проректор и ректор. И не се сеќавам никогаш да ситуацијата во високото образование не била подобра. Преди се од статусот и материјалните примања на професорите и другите вработени во општеството. Имаме финансирање на научни проекти минатата година, после пауза од можеби 15 години и повеќе, што ќе речи имаме историски благопријатни услови. Од една страна дава подстрек за научно истражување, за работа во науката, но она што го рековте, привлекува и луѓе кои не доаѓаат во науката и образованијата од желбата за наука. Науката е љубов, не може вие да се занимавате со наука заради пари, никаде нема така да се занимаваат. И тоа привлекува она што вие сте го веќе перципирале, луѓе кои сакаат на брзина да влезат во високошколските кругови, може би не толку од желбата да се пренесе знаењето, не толку од љубовта кон науката, а она како што рековте брз напредок и за македонски услови повеќе од солидни плати. Многу често во еден период говорам се публикува плагиати учебници. Познат е случајот со професор Науким, кој со 70% преписи или цитати од труд на познат белградски академик им предаваше на студентите. Како да се стави крај на ова лоша пракса? Ние, како универзитет, дадовме иницијатива до Министерството, бидејќи тие се многу скапи софтвери. Значи, водечки софтвер за идентификување на плагиати е Турнитин во светот. Има и други, но тој е така има најдобар рейтинг меѓу академската заедница. Годишна лиценца е околу 50.000 евра. Невозможно без поддршка од државата да се плати мислам и од многу поголемите универзитети од нашиот. Ние дадовме иницијатива да се преточи во некое законско решение каде што по некои критериуми секој труд, дали е дипломска, магистерска, докторска или одна научна конференција, мора да помини низ една евалуација. Моментално во Македонија функционира порталот plagiati.gov.mk, се најавува нова верзија, ама проблем е што таму се ставени текстови на македонски јазик. Постои и сега законско решение, каде што
во правилник на нашиот универзитет пред одбрана на магистерска и докторска дисертација, менторот мора да достави извештај од порталот plagiati.gov.mk дека тој труд не се совпаѓа повеќе од 20 или 30%. Ама тие се трудови само што сте напишани во Македонија и на македонски јазик. Нас ни треба глобален, бидејќи многу е уште по-лошо како пракса да само да се преведуваат странски трудови, што е исто еден драстичен плагиаризам, иако не е директно да го споредите реченица по реченица, меѓутоа превод се и во научната фела се смета исто за сериозен плагиаризам. Игор Неделковски, ректор на УКЛО, втор мандат. Ректоре, вие сте професор на Факултетот за информатички технологии. Влегуваме во ерата на вештачката интелигенција. Едни зборуваат дека со вештачката интелигенција ќе имаме многу големи придобивки, од друга страна постои стравување дека со вештачката интелигенција некои професии со текот на времето ќе исчезнат. Па дури ќе биде неопходно редуцирање на човечкиот капитал. Исчезнувањето на професии е некој континуиран тренд. Јас сум машински инженер по образование, кој што се занимава со виртуелно инженерство, значи 3D модели и така натаму, во светот на информатиката. Кога почнував како млад инженер во 90-тите години, за да се направи некој модел во 3 димензии, имаше 3 посебни работни места. Едно на инженерот, кој треба да го осмисли, постоеше технички цртач, кој што треба да го нацрта на хамер, и постоеше работно место тушер, кој што она што е нацртано на хартија со молив, на хамер, потоа го пренесуваше на еден медиум кој што се викаше озолит или по некој пат на паус со туш. Денеска сите инженери цртаат директно во 3D. Исчезна како професија и тушерот и техничкиот цртач. Ги заминаја компјутерите. Вештачката интелигенција ќе замени многу професии, тоа е факт. Ама ќе отвори и многу други. Ќе имаме комплетно преселба, ако можам да речам, на занимањата. Каков закон за високо образование според вас е ќе биде најдобро решение во кој ќе се избегнат сите слабости и аномалии во научно-истражувачката дејност? Закон без дупки. За жал, има ли до сега таква нешто? Не, за жал мислам повеќето закони стално дали намерно или недоволно осмислени имаат некоја одредба која може да се толкува и така и вака. И потоа тука тоа се користи за некои, да речам, неетички или непрофесионални решенија. Доколку нема дупки, доколку се е јасно, прецизирано, многу лесно ќе можеме да се справиме со барањата на законот, кој патем се уште не е објавен и повеќе имаме информации од состаноци што сме ги имале или од медиумски настапи. Но доколку е јасен, прецизен и без можноста да се најдат некои дупки, ќе биде одличен. Еве да ви кажам еден пример. Во постојниот закон пишува, за да формирате факултет, потребни ви се 10 професори во редовен работен однос од областа во која што делува факултетот. Пишува за да формирате. Веројатно законодавецот сакал да каже дека ако имате факултет, вие мора постојано да имате 10 вработени професори. Тоа е, но
Тоа при основање, ако отворите статистика, ќе видите дека многу факултети во државата функционираат со 3, 4, 5, 7 професори, а другите се хонорарци. Имаме ли потреба од толков број на факултети? Имаме неколку факултети по медицина, по право, по... Факултетите треба да останат, нема потреба од толков број студиски програми, бидејќи факултетите се еден механизам за регионален развој. Ако нема во одреден регион факултет, тогаш сите тие млади студенти ќе бидат приморени да доаѓаат или во Скопје, или во странство. И секаде факултетите, покрај што ја имаат развојната и научната компонента, се еден од клучните елементи за регионален развој. Но системот за високо образование во Македонија е многу предимензиониран и ние работиме, за жал, во високото образование по онај еден синдром познат кај македонските земјоделци. Ако годинава добро се продаде бостанот на пазар, в година сите во селото ќе посадат бостан, надевајки се дека ќе заработат и ќе срушат цената на тој начин. Дали ние Така и во високото образование. Дали ние создаваме кадри за дома или за надвор? За двете. Кадрите се универзални. Ако создаваме само за дома, тогаш сме ја промашиле. Бидејќи ако нашите кадри не се компетитивни и не се со приближно еднакви знаења и квалитети како било кој друг нивен колега во Европа или во светот, тогаш нешто не е во ред со нашето образование. Така да флуктуацијата на кадри е нормална, меѓутоа проблемот лежи да не ги бркаме тие квалитетни кадри. Значи, Како да ги задржиме? Како да ги задржиме. Тоа е главниот проблем. Како да ги задржиме? Па, во самото образование со квалитетни студии, а во општеството се знае и со решавање на горливи општествени проблеми. Тука сега секој човек има индивидуални цели. Јас како личност ми смета еколошките проблеми. Имаме многу загадена држава. Ми сметаат сообраќајните проблеми. Имаме тотално нефункционален систем на сообраќај во државата. Не е дигитализирано. Се уште, иако имаме сериозен напредок тука со овие дигитални услуги, но се уште постои опасност дека ќе одите на шалтер и ќе ве вратат. Има и парадоксални ситуации каде вие носите доказ за уплата од и банкинг системот, вика нема печат и ве тераат. Значи, има купишта такви примери кај што и професии, бидејќи јас, како што реков, доаѓам од таа применета информатика. Тука примањата се многу солидни. Малку последниве години, баш заради вештачката интелигенција, може би намали малку таа јагма за вработување. Порано не беше, значи има ја проблем работодавачето, неработниците. И меѓутоа и во тај сектор кој што е добро платен, каде што можете буквално да бирате што ќе работите и каде ќе работите, имаме сериозно иселување преди се во Северна и Западна Европа, бидејќи јас разговарам често со така тие млади студенти, баш ова ги обесхрабрува тој наш балкански стил на живот, каде што морате за се самите да се снајдите, да завршите некоја работа, иначе ако очекувате системот да функционира, ќе заглавите во бирократски лавиринти. Ви благодарам за интервјуто и гостувањето во Трелинг. Благодарам јас.
Игор Неделковски, ректор на Битолскиот универзитет. УПОС и владата се на чекор до постигнување на договор, но и натаму остануваат на барањето за зголемување на минимална плата на 600 евра и 100 евра за сите. Во ово издание на Тренинг соговорник е Трпе Дејановски, председател на УПОС. Задоволни сте за она што беше постигнато на разговорот со премиерот? Многу е битно за нас дека владата го слушна гласот на работниците, го слушна гласот на синдикатот УПОС и реши да ја прифати, да го прифати барањето на синдикатот за да ги зголеми платите во администрацијата и правосудството на овој или иној начин, дали преку додаток или преку зголемување на плата. Она што треба да се додоговори е да видиме на кој начин ќе биде тоа. Нашиот предлог е да биде по индивидуални, поединечни колективни договори за секоја институција во управата и правосудството, беше бидејќи наш предлог е тоа дека е наједноставниот и најфункционалниот начин тоа да се направи. Станува збор за околу 9000 службеници. Од прилика, да. Точниот број не можеме да го утврдиме, треба да се отвори оној каталог на работни места што го води МЈА, меѓутоа од 9 до 10.000 работници што во управата и правосудството, што никој веќе не памти кога последен пат добиле покачување на плата. За колкава сума ќе треба да биде издвоена од буџетот за оваа група на... Се уште треба да се направат пресметките, колку ќе изнесува издатокот од буџетот за да можат овие вработени да добијат ова што го бараме ние. Нема да биде, пошто не е голем број на вработени, изголемувањето ќе биде едното линеарно, како што се добива со секој согласување на минималната плата, врз тоа уште 8% додаток или 8% изголемување на платата. Спеќе се работи за мала група на вработени, иако звучи 9 до 10.000 не звучи многу, се работи за вработени со најниски примања во државата, почнувајќи од 25.000 денари па до 46.000 денари. Издатокот на буџетот не би можел сега да го кажам, меѓутоа мислам дека е доста издржлив и дека и во минатата година кога преговаравме, парите во буџетот може да се најдат многу лесно и мислам дека веќе се изнајдени, бидејќи во самиот буџет кој ќе го видите за оваа година имаше пресметка дека платите може да се зголемуваат баш во оваа рамка. Идната недела ќе има протести? Да. Значи, ние како Сојуз на синдикати на Македонија, каде што членови синдикатот на УПОС, имавме вчера седница на председателството, значи не се откажуваме. Ова е барање на синдикатот на УПОС што е многу старо. Ова не е барање што изнесе од овие протести што беше големиот протест на 28.1. Ова барање е жално што го решаваме сега, а можевме да го решиме и лани. Зошто од 500 евра стигнавте до 600 евра барање минимална плата и дополнително 100 евра зголемување за сите вработени? Бидејќи тоа беше барање на работниците. Ние имаме контакти со сите синдикални организации, сите грански синдикати во Сојузот на синдикати на Македонија, спроведуваме и анкети и истражувања. Она што го бара работниците е веќе да не се бара 500 евра минимална плата, туку веќе поради животните трошоци, изголемувањето на синдикалната минимална кушничка, тие 500 евра што ги баравме веќе се неодржливи и затоа го спроведовме по нивно барање, ние го представуваме барањето од 600 евра. Што ќе значи најавата за евентуален генерален штрајк доколку не ви се излезе во пресрет на вашите барања? Генерален штрајк се знае што значи. Значи ние преговаравме, се надевам дека ќе седнеме на маси за ова барање да преговараме со владата и работодавачите, бидејќи владата нас не вела договорите се со работодавачите, па ние ќе го поддржиме било кој договор. Работодавачите не седнуваат на преговарачка маса, на ЕСС дури владата бара да се разговара, они викаат да не се разговара. Меѓутоа мора владата да свати дека без нејзино посредство не можеме да добиеме зголемување на минимална плата, бидејќи во минатото на економско-социјален совет сме биле многу пати надгласувани да владата и работодавачите гласаат против предлозите на синдикатите за зголемување на минимална плата. Меѓутоа работодавачите од друга страна велат дека евентуалното зголемување на минималната плата ќе биде голем товар врз компаниите, а од друга страна пак делот упатените, економистите пред се, зборува дека зголемувањето на платите може да дигне и стапката на инфлација. Ги слушаме ние она што го велат работодавачите, меѓутоа работодавачите од друга страна веќе немаат работници.
И они сакаат работниците да работат за најниските плати во државата и да сепак да останат да работат во државата, што едно со друго не може нема допирна точка. Втора работа е работодавачите секако ги избегнуваат оние прашања за сивата економија. И зашто даваат на работниците плата во плик наместо да ги дадат на трансакцијска сметка како што е законски определено. Се додека работодавачите напаѓаат и велат дека со оваа плата е добро да живеат работниците, дека 400 евра минимална плата е супер, а ги држат работниците на 400 евра минимална плата за да не плаќаат придонеси во државата, да ја крадат државата, а друго дејството да го плаќаат во плик, ќе бидеме доведени до оваа состојба. Во врска со второто прашање, ние имавме состанок и минатата година и предминатата година со представници на Светската банка во Сојуз на синдикати на Македонија. Токму ова го прашавме, дали ако се порасне минималната плата, бидејќи нас тоа не го велат и работодавачите и владата, ќе се порасне, ќе биде поттик на раст на инфлацијата, ни децидно кажа дека не, дека минималната плата е најниската плата што треба да ја прими работникот за да биде заштитен социјално и економски. А тоа не предизвикува раст на инфлација во државата. Раст на инфлација во државата представува сивата економија и крадењето од буџетот на државата од пензиските фондови, што тоа работодавачите го прават со години на нас. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Благодарам на вас на поканата. Трпе Дејановски, претседател на УПАС. Неодамна во Трилин гостуваше доктор Виолета Мојсовска-Нумовска од клиниката за кардиоваскуларни заболувања во Охрид. Токму од болницата реагираат со став во однос на нејзиното неодамнашно гостување во ТВ магазинот Трилин. Во целост вие пренесуваме нивната реакција. Сакаме да истакнеме дека нејзиното учество и настап во вашата емисија не беше во својство на официјално назначен представник за настап во име на нашата болница. Сите изнесени ставови, констатации и искуства се нејзини лични и не се одраз на ставови и констатации на стручниот колеги, работоводниот орган или друг орган во нашата болница. Во исто време сакаме да потенцираме дека докторката од вкупно 3 години работа како специјалист кардиолог последниве 2 години и 6 месеци не работи во одделот за интервентна кардиологија, каде има поминато само 6 месеци како специјалист кардиолог, што значи нејзините ставови за состојбите во интервентната кардиологија се лични и не се темелат на нејзино искуство како специјалист во тој оддел. Тука е крајот на ТВ магазинот Трилинг, довидување до идниот петок во исто време.